Во овие моменти нашите служби ја завршуваат проверката по училиштата, односно колку персонални компјутери, колку лаптоп компјутери веќе има во училиштата, колку дополнително ќе бидат потребни за евентуална онлайн настава, како и проверка на со каква интернет конекција располагаат веќе училиштата, а каква ќе им биде потребна, со каков опфат, со каков капацитет и со која брзина, бидејќи една од варијантите, нели, онлайн наставата, наставникот да ја држи од училница, со компјутери, со интернет, во училницата, по исклучок и во домашни услови. Во текот на летниот период, како што знаете, го искористивме и за повеќе тековни реконструкции на дел од училишта, дел од градинки, како што со цел да ги обезбедиме што подобри услови за престој на нашите дечиња. Игралиштето кај Млечен се гумираше, се обнови целосно. Навечер се прекачуваат преку ограда со скироли, по тобоганите се пуштаат по возрастни деца. Мислам дека некаде да врши работа оградата, меѓутоа често пати оградата е најлесна препрека и да не кажам предизвик за деца со вандалски нагон да совладаат таа препрека, да се прекачат или да скршат катанеци или ограда. Меѓутоа можеби е добро да биде комбинирано. Почесто проактивна улога на родителите мислам дека нема да биде на одмет и мислам дека со овие мешани патроли еднаш кога ќе тргнеме, потоа тоа ќе стане во навика и нема да треба ни полицијата да оди потоа со родителите. Затоа што најчесто тоа се наши деца од тука од Карпош, има некои кои што се поагресивни, меѓутоа доминантно не се тоа деца што сега ќе дојде некој родител и ќе ги прекори и ќе го нападнат. Не велам дека не може да се случи тоа, меѓутоа мислам дека најчесто 1 до 2, 3 родители да се симнат и да поразговараат, барем моментален ефект ќе има, а доколку тоа почесто во пракса се користи, мислам дека ќе придонесе многу повеќе, меѓутоа мислам дека е нужно пред тоа да ги направиме патролите мешани, бидејќи друг е ефектот кај децата кога ќе видат униформирано лице. Сепак има друг ефект.